Конечно е решена судбината на последниот голем државен загубар на наменската фабрика од воената индустрија Еврокомпозит од Прилеп. После 15 години на голгота, штрајкови, блокади, неземени плати со години и стечај, Еврокомпозит го купи македонско-полскиот конзорциум, составен од компаниите Футура Мода Доел од Скопје и полската компанија FHR Armor Logistic. Стечајниот суди од Основниот суд од Прилеп Јасмина Шишковска-Стојковиќ на 24.12. минатата година го носи решението за планот за реорганизација на компанијата која што во тој момент е во стечај. Новите инвеститори се согласиле да платат 65% од утврдените побарувања на доверителите. Односно, веќе ја исплатиле првата рата од околу 1,2 милиони евра, а останатите 3 рати треба да ги исплатат во наредните 3 години, односно до крајот на 2028 година, кога полскиот инвеститор ќе стане и комплетен собственик на Еврокомпозит. Поранешните вработени велат дека иако барале 100% од побарувањата, морале да се задоволат само со 65%. Малце беше тоа исплатата од 65% што ни го исплатија, меѓутоа бевме ставени во една ситуација земи или остави. Ако не го прифатевме овој договор што ни го нудеа, ни се закануваја со ликвидација, а за ликвидација знаете што значи, че немаше ни грош да земиме. Несигурни извори, знаеме дека ќе се правеле шлемои, ќе се правеле панцири, можно е вика и дронои, тие не се сигурни извори, меѓутоа тие што е зедоја полска овој конзорциум што е, сигурно има нешто, а плюс тоа и околу 150 вработени најавува нови. Во фабриката веќе се гледа раздвиженост, дека веќе се расчистуваат полека погоните и просторот. Но останува помалку чудно, зошто владата или некој друг надлежен орган досега не ја објави јавно оваа информација. Дури се добива и чувство дека помалку како и да се крие целата купопродажба. Кога и дали ќе се откријат повеќе информации околу оваа купопродажба, останува да покаже периодот кој следува.